Здраво, дечки, добре дојдовте во моето ново видео. Денеска снимаме во видео што се деси се во 2025 година. Че има, знаете, како ќе снимам вие што се нови фанови, ќе видите сега, како ќе биде видео, зато овде на лаптопов имам, како се вика, како видеата од 2025 сите, зато сега ќе ви ги кажувам и ќе ви пуштам овде делој, зато, ајде. Првото видео е среќна во 2025 година. Значи, кај што славивме овде 2025 година. И да, еве ви некој дел од тоа видео. Чек! Джекпот! Гледайте сато! Абе ме штрикна, бе, брат! Се штрекам цело време. Камен ландо. Единайсет и 5, 12 сата, мамо. 12 едички. 2025-та. Симе на твој телефон. Да, следно видео е ова се деси во 2004 година. Значи, како ова видео. Значи, што се случи во 2024 година. Еве, дел. И дојдовте во моето ново видео. Денеска ви кажувам се што следечи најаките моменти во 2024 година. Така да, пред да ви должам, ајде почнуваме со видео. И еве дечки, значи прво видео од 2024 година е снимано. Играме со Михел во игротека. Добро. Еве дел гледате. Позади е. Еве дечки Михел. Лај како го гледате. Ајде оди ме ваму. Роналдо! Ај кето во Ганов, дечки! Да, го видовте дело. Значи, видовте како ќе биде денешно видео, зато, да. После следното видео, прв пат играм на компјутер. Овде добив лаптоп за нова година за поклон, прв пат, значи, лаптоп ми беше или компјутер да играм, зато многу ми беше тешко, ама се навикнав, да сум професионален геймер. И да, прв пат играм на компјутер, овде Стамбул ги сиграв до 800 круни одев, да, видовте, да. И после тоа дојде видеото моето патување во Скопје, што ми е едно од најумилените видеа. Дека беше многу убаво, 1 сат е како филме. Еве, гледайте, се ова ќе ви пуштам многу делој, за да видите колку е убаво видеото и треба да го гледате. Стой, почекај да снимам. Тргни се. Да го снимам пато.
Гледайте, дечки, како треба се. Гледайте колкаво ова. Добро. Добро. Немам 0,5, дечки. Како изгледа. Ама јас можам да се качам, ама дечки, и гледајте, јас дојдов до овој ниво. Гледайте колко е високо. И овде има еден тунел. Овде. Гледайте како, знаеш како си цела црвена? Ќе се виши. Ова! Алиса! Снимај ме те, моля. Алиса. Можеш да снимај ме. Ајде ги видовте делајте. И следно видео имам предизвици во Стамбулгейс. Ми кочеш интернетот, за града имам гледано, ми коче интернетот, тоа не е битно. Значи овде има предизвици, еве. И да, овде е следното видео, ми е купив срце и го изненадив Петар. Во Стамбулгейс купив срце и го изненадив Петар, не треба дел. Играме Block Dash Teams во Стамбулгейс, овде играв Стамбулгейс, овде играв јас против Жаре, јас против Петар и против Жаре, да видовте. И се следното видео пробуваме трикој со Михел и другар му во Block Dash. Бевме со еден негов другар Дандре и да, правевме трикој. После играме со Михел Стамбулгейс Block Dash Mix-up, добро, не треба да знаете. И после следното видео ги играм сите мои мапи во Стамбулгейс, значи јаве. После тоа иди Roblox видео, играм прв пат Roblox на компјутер, значи ова ми беше прв пат Roblox на мојот лаптоп. И да, видовте наведел. Да. И сега после тоа дојде едно видео кратко обавестување, овде ве обавестив дека нема да има видео, дека тоа го снимав 2 пати во ден. И да, овде ве обавестив дека нема да има видео, зато да. И после излезе 24 сати со Марио и со Михел. Значи ова беше 48 сати, ама не знам оти наслова до 4, ама да, еве видео. Ево, дечки, игравме со Михел, се оди на неглу. Се. Браво. Да напишем нешто. Дечки, ќе се подпишем овде. Така да, ајде. Лало, дечки, камера. Ама гледај, знаете колку пропаѓа? Да. Ево, гледайте колка. Гледайте колка. Шо бе? Да се примерам вака да не ми се совлече. Бузата, да не ми се иде погрешно. Да, бузата, да, му се види стомако. Не грба. Или што рече? Ова ќе го видите. Абе, Ајде. Така. ај сега. Михаил, да покажем како ќе се лизга. Ајде, пиштай се! Чекај, да вака дечки, јас. Ај, Михаил. Многу интересно. Да, видовте дел. После пак истата игра Roblox, значи што играм Roblox Unresting Simulator епизода 2. Еве ви. После правиме најтешки трикови во Block Dash со Петар и со Димитар, неговиот другар, еве видел. Да, и после дојде друго видео, дојдов до 900 круни во Стамбулгейс. Значи дојдов јас за 15 дена 100 круни.
Нормално. Да, значи дојдов до 900 крони, ви. Да, и после излезе видео кај што добив нов телефон, што го користам сега. Зошто нема daily upload? Имам нов телефон. Тога објаснував фути нема да има daily upload, дека почна училиште, а плюс имав нов телефон, затоа ја видел. Преој камера има. И ово има исто 10 зум. Чекај. Ќе се зумирам. Камера ја се зум. Видовте, ама нема 0.5 и ој, нажалост. Ама убав е, многу е убав. Не се бакам. И да знаете, ова е изненадувањето, ама... И после почнав Minecraft. Minecraft преживување епизода 1. Овде бев појчето во Creative, градев само куќа. То не е битно, еве видел. Да. И после излезе популарната песна Брат, брат, со 444 прегледи. Еве ви, добре, не пуштам, да. Многу е кринч. Добро, после излезе Minecraft преживување епизода 2. Еве ви, дел. Не замути дел, ама ајде, не треба за преживување број 2 и 1 дел да ви давам. За видео игриве не ви давам делој, да знаете, пуќе. Имам да ви кажам нешто, чека. Не! Од тога. И дечки, само сакам да ви кажам дека да знаете дека јас сакам да играм сите игри што сакам. Така да... овде сакав вие да ми кажете кои игри да ги играм, окей, слушнавте сега на компјутер, пуштив. И после, кај што дојдовме до 221 wave со жаре, значи ова беше Stumbleguys, овде беше 221 wave, ама OXP побрзо, за да можете да го гледате. После преме само трикој јас во сажаре, во видеото, правевме трикој со жаре и се надпреварувавме кој е поек, нормално нас победив. И после дојде нова сезона во ранкет видеото, следното видео се вика дојде нова сезона во ранкет, игравме ранкет овде со жаре и да. И се после дојде Minecraft преживување епизода 3 видео, да. После излезе, имам бесконечно среќа, Minecraft преживување 4 епизода. После излезе убијав 5 зомби, Minecraft преживување 5 епизода. После Stumbleguys, ама правам најтешка мапа, ова е видео наслово така е. Stumbleguys, ама правам најтешка мапа, добро, овде правев претешка мапа. И после, следното видео, играм Stumbleguys на телефон после 2 месеци. Се учам да правам трикои. Овде жаре беше кај мене деден, затоа беше појако видео со жаре. И сега 6 епизода Minecraft го правиме цел свет од Cobblestone. Minecraft епизода 6. Да, и тоа можам да го направам, дека јако беше. Добро, ама сега можам slash fill, затоа не треба. I am playing Block Dash Solo. Ова мини туторијал како да играте Block Dash Solo, на англиски ми е видеото, не знам дути. Сега после излезе јакото видео 24 сати надвор, еве ви некој видео. Така. What the fuck? Ова не беше вака. Ова не беше вака, блеска. Јаве, дечки, не е ладно надвор, уште сум по куси. Усре малку е ладно, сега ќе се облекуваме, еве ми е дуксарката. Ете, видовте. После излезе за малку се изгубив и направив Nether портал, Minecraft преживување 7. После излезе епизода направив Netherite Armor и некои други ствари. Minecraft преживување 8. Направив нова куќа, Minecraft преживување 9. Немаме pickaxe, Minecraft заедничко преживување со Петар, прва епизода. Еве ви ако сакате, еве да видите. Да, значи со Петар овде беше. После направив многу ствари, Minecraft преживување 10 епизода. Добро. И сега следна епизода направивме голем базен и највисока скокалница. Minecraft преживување 11 епизода, мислам, да. И после излезе јакото видео, му направив втор квиз на Петар. А после излезе на јакото видео што ми е едни од најубаите, 24 сати во парк со Петар Џоковски. Со Петар. Еве, гледайте дел, преако ова видео ми беше. Море другар, ама озбилно, ова не е за видео, What the fuck? Зад мене вака. Да. Ми беше... Не е за видео, ова озбилно е, не е за видео нешто Да. фейкаме. What the Шо?
What the Слушай, пак. Излезе човек, аз им Јас сум мене ми е искаснат. Да, видовте дел, после излезе видео прв пат играм Fortnite. Овде прв пат играм Fortnite, не е ништо спец. После излезе што се случи Warcraft епизода 1. Овде се опита заедничко да преживување, епизода 2 требаше, ама не знам од 1, ама ајде. После излезе го пренкував Михел, лоша идеја. Warcraft епизода 2, Minecraft преживување со Михел, ова беше епизода 2. И да, после излезе одиме во End, Minecraft преживување 12 епизода. После излезе убијане, Minecraft преживување 13 епизода. Овде го убијав Ендер Драгоно. После излезе The End City, Minecraft преживување 14 епизода. И сега излезе видеото кај шо како ве заебав сите. Го напуштам YouTube, не скроз, значи овде како мислев дека ќе го напуштам за 2 месеци, ама почнав да снимам за неколку дена. И да, после тоа видеото го напуштам YouTube не скроз, излезе сервер тур comeback, значи сервер тур Руна и со Михел, што покажував што имаме направено. После, следното видео е Warcraft сезона 2. Добро. После излезе Варден е нуп, Minecraft преживување 15 епизода. После излезе јаката песна што имам на каналов, седи си дома, еве ми нешто. Minecraft Survival 16 епизода, направивме премногу шокери. И после излезе War 355 Setup Tour 2025, сега има поубав сетап, ама ќе имам уште поубав и после ќе ви правам сетап тур, од кој ќе го добијам појаките за сетапи. Еве ви дел од сетапот од 2025. Сега одиме со слушалки. Ме ги купив ретена година, треба да ги менувам искрено. Ма преа ќе се брат под солен, никош не ги ваѓам, ме мрзи. И лед тракиве. Лети. Лед тракиве и гледате што во света. Еве и ова овде имам. Се гледа. Не може да фокусира камера од ти трепкави. Еве, значи ова. И ова го имам, така да тоа од сетапов и овде лаптопов ми стои, демек лаптопов ми стои на кулер овде, кулерот не може ми нигде да го клучам од тие овие лед ламби се. Ама тоа сетап тур 2025, така да тоа беше тоа и чао. Видовте? После излезе ново видео, Roblox прва епизода, постанав јутубер. После излезе Minecraft преживување прва епизода, Full Diamond, дека овде го изгуби преживувањето зато. После излезе избегав од затвор, ова во Roblox. После излезе Minecraft преживување втора епизода, Full Netherite Armor, прва куќа. После излезе Minecraft преживување трета епизода. Бев во Недер и губијав, овде немам напишано, ама губијав Ендер Драгонот. После четврта епизода излезе Minecraft преживување четврта епизода, прва тајна база. Добро, овде градев прва тајна база и после почна малце појаки контент. Играм Brawl Stars после 8 месеци. Играм Brawl Stars со Жаре, дојдов до 2000 трофеи, 2 недели со War 355, сега со Flamepeer, ама War 355 уште викајте ме, дека тоа ми е оригинално име, ама сега се викам Flamepeer, ама не бидно викајте ме War 355. Ме видео 2 недели со War 355. И се чудам да се стрижам, така да ајде направим еден транзиција со стрижење, така да се гледаме после. Чоп! Еве, значи си стрижив многу хет, за ушиве. Ти ми се големи си стрижив, така да и тоа е тоа. Така да много добар. Да. А брат, видиш ли што бупра колку ми е доста нова бупра? Колку гнусно ми е. Колку ја вадиш, бе? Така. Вака? Да ме изли, брат. Добро. Ево, чекаме да се симни, така да се гледаме. Зачекай! Се таймлепс! Ајде, таймлепс, гледајте. Бр се глупираме. Чекајте, дечки, да ви покажам едно нешто што имаме. Абе, не зборувам глупости, че мисле дека добро. Така да, чоп! Ле, дечки! Почва да врни! Видите се, пазни!
видовте. После излезе Brawl Stars Road до 500 Ча ми е мене? До 5000 трофеи, после излезе 30 ранг на Едгар, после излезе Road до 5000 трофеи епизода 2, дојдов до 5000 трофеи и отворив Mythic Star Drop. Да, и после излезе нова сезона во Brawl Stars и снима видео нова сезона со извичник. После излезе Minecraft преживување 5 епизода, го убија видео. Minecraft преживување 6 епизода, направив бикон. Колку трофеи накачивме за 24 сати со Петар. Ова е преако видео, затоа ви еден мал дел. Ето видовте. После, следно видео, го добив Фенг и го максав. Добро. После, Minecraft преживување 7 епизода. Убиев 3 ведери. После Road до 10.000 трофеи епизода 1. Купив Brawl Pass Plus во Brawl Stars. Road до 10.000 трофеи епизода 2, Road до 10.000 трофеи епизода 3, конечно. Road до 10.000 трофеи епизода 4, овде станав 10.000, се имам до 25.000, ама пак не играм Brawl Stars, ама можам да се вратам и да почнам пак добар контент, ама ќе видиме. После следното видео е отвори 10 стардропери во Brawl Stars, ова и че не беше добро видео, дека само 10 се, ама играв и некои рунди. После излезе како јако видео. Прв пат играм Brawl Stars на компјутер. Интересно. И после излезе отворив преку 120 стардропа, иначе ова мега пик со Петар, тогаш колку грайндавме, леле, и отворив на 6 акаунти стар 20 по 20 стардропа и да. Јако беше видео. Се после излезе јако видео 24 сати во двор. Еве ви. Јас се загремчи играм со топкава, така да сега одморав, така да кај ме топкава. Ево Стеф преска. Не знам дечки, така да сега да ја најдам. Еве дечки топката, така да. Овде во двор била, ме не била. Така да сега ќе се загремам, ладно, ништо да стуе. Така да сега ќе се загремам и топ. Не знам зашто цело видео таймлепс играм само со топка. Опа, стиде. Дел. После дојде нова сезона, ја купив новата сезона овде во Brawl Stars. После го купив Spike, Road до 20.000 трофеи. Го добив на ниво Brawl Stars. Дојдовме до 110 трофеи. После излезе како јако видео, го славиме од братучетка ми 8 роден ден. И овде беше со Алиса, го слававме незини 8 роден ден. И еве видео. Ете. После излезе, морам да почнам се од почеток. Free to play серијал епизод 1. Овде не почнав од почеток, ама играв еден друг акаунт. После пак излезе епизода. Играм на Free to play акаунт епизода 2. После излезе нова епизода. 2 нови максани браулери. Free to play серијал епизода 3. После излезе Championship Challenge со Менти во нокаут. Овде излезе видео во Brawl Stars, ама не на Free to play акаунт. После излезе игра во игротека во Охрид во Охрид мол со брат ми, еве ви еден мал дел. Еве беч. Ајде. Како аквапарк? 7 од 10. Тета метода на вака. Еден насетим се долу. Ајде, ќе те чекам долу. Ајде. Чао. После излезе играм во Охрид мол со Михел, еве видел. Терет, одавде. Оди ме гледи јак авион. Гледайте, дечки. Јас ќе одам. Ла. Гледайте колку е цва. Ајде. Јако е. Така да. Тоа беше то. Се гледаме во следното видео. И После излезе дојдов до 20.000 трофеи.
После излезе играм Стобек со брат ми, кај што бевме в парк, еве видео. После излезе My Gaming Channel, овде го покажував мојот гейминг канал и се овде збогум, дека овде ми го банирае, нали, акаунтот, памтите, и требаше да правам, да правам нешто емейли, по цел ден да пишувам пасворди, не знам јас, и го направив заради вас. Значи го направив, значи збогум, еве ви мал дел. После тоа, не знам како специјал, за ви се извинувам дека тоа ми се случи збогум. После снима видео 24 сати надвор со War 355. И да, еве ви, ова ја беше ако видео, затоа еве ви почиталој. Снимај, веднага. Снимај, ако може. Чи. Добро, ајде. Станувај, ајде. Пази се. Че имаме смешен момент, или што те пази. Еве го. Ей, ти скавер хорор. Ау, колко е долго! Ау, колко е долго, да бе? Не, шо е ова? Ами има и десно. А, гледай, ме пули се во камерава. Кај мене. Ако да не имам 4K. Ама тоа ти може... Ајде, оди. Јас? Не бе, да. Добро. И овие покај се човек. Морам да го тресам камерава, извините. Скочема. И така да сега ќе си легнуваме, сега е сато не е 12. Сато 11. Но ти не можеме во 12. Да, видовте. После се од 0 до Pro, епизода 1, ќе играм зад камери. Значи овде нов акаунт од 0 до Pro и ќе сум играл зад камери, после излезе пак епизода 300, од 0 до Pro, епизода 2, ќе играм зад камери. После најдобро отворање на 0 до Pro, епизода 3, ќе играм зад камери. После излезе акото видео, го славим од самој прв роден ден, еве ви. После ова се јако ми е. После снима видео Train with Mortis Now и после појдов кај Жаре, ме задоја мајка му и татко му, бевме со негојот точак и се спуштив низ 12 скали, никош не го пробувате ова, лоша идеја. Еве видео, кај што се спуштив. Ова не беше добра идеја. Да, и после сабаљето другиот ден, јас се спуштив низ тие 12 скали, ама како перфектно, еве ви. Значи сега дечки, еве Жаре да го намести синџерен, јас ќе појдам горе на му. Дел? Да, и позато Жаре го славеше неговиот роден ден и јас се спуштив со неговиот точак уште 6-5 пати. За него викам се 6-7, затоа. Ама знаме, ке имаме great memory set, ама пак, неќем, или ај ќе го кажам. После се спуштив пак уште 6-7 пати и после почнав нов серијал на Roblox, Grow Garden почнав овде да играм. Слеле Grow Garden се наиграм миче дека не е многу интересна, ама овде ми беше интересна. Нов серијал Grow Garden Roblox. После излезе видео Grow Garden Roblox, епизода 2. После излезе видео Grow Garden Roblox, епизода 3. После излезе видео Impossible Lobby to Heaven Roblox, значи овде паркур во Roblox. После излезе видео како да направите тамнел во Photoshop, а ви видео.
После излезе видео нов апдейт во Grow a Garden Roblox, овде го слававме апдейтот, јако беше тогаш. И се овде излезе јако видео, окей. 24 сати надвор со Алиса. Значи овде бевме 24 сати надвор со Алиса. Овде беше многу ладно надвор. Не знам оти тогаш дека беше, не знам, јули, ама пак ладно беше тие деноите љубеништа и да ја видел. 8. Од 9 сега. Сега 8:15, така да. Па се гледаме во 9. И јаве сме дечки, значи надвор е многу ладно, и да и сато. Да сато да покажам. Значи надвор е многу ладно, значи јас мајка ми ги даде само овие шорцови, а иначе јас немам долги шорцови. Веќе е ладно, така да. Сато е 9:06. И ние се мрзиме, значи. Да, и после снимав нов апдейт Grow a Garden во Roblox епизода Part 2. Епизода 2. После излезе јакото видео, одиме во љубениште на одмор. Ама 6 ова беше како се вика минути, ама небитно, пак видео. После излезе прв пат играм Стила Бринот, што ми е са најомилена игра во Roblox. Прв пат играм Стила Бринот со прогеймер Михаил. После играв некоја рандом игра Dick Tour, Blade Ball и Doors, 3 Roblox Games. Значи овде играв 3 игри и да. После играв прва игра на нов акаунт Grow a Garden. После играв нов апдейт Grow a Garden Roblox епизода 3. Значи овде нов апдейт пак епизода 3 кај што го славиме нови апдейт. После во Стила Бринот, ребртна во Стила Бринот и доби нешто добро. После видеото беше му помагам на Жаре, го банна ја овде во Grow a Garden му помагав. После беше апдейт во Стила Бринот, значи прв апдейт овде што го слававме во Стила Бринот. Прек апдейт во Стила Бринот скем. После беше Grow a Garden видео со Михаил, играме со Михаил Grow a Garden. После беше едно видео, пробувам да ја добием секоја мутација на пиперка во Grow a Garden. Да, овде пробував то. И после, значи ова беше пред 4 месеци, пробував да ја добием секоја мутација во Grow a Garden. После следно видео е камбек. Зошто? Пред 1 месец. Значи 3 месеци не снимав. Не знам ја зошто така ме снима. Во Teenager. Ама да, овде камбек и овде играв со едно девојче Minecraft во позадина и играв и Roblox Parkour. И после излезе Стила Бринот апдейт, Скеми Семи, Dealer Track Glitch. Окей, ова е дел. Иначе, да. Окей. После излезе пак Стила Бринот апдейт, најак апдейт, значи овде беше пак јак апдейт. После излезе Minecraft преживување во џунгла, епизода 1. Сега го испричав тоа преживување, ама ако остај, че имаме поеки видео секако од Minecraft, зато. После излезе Minecraft преживување во џунгла, епизода 2. Minecraft преживување во џунгла, одиме во ентер, гледај дескрипција. Minecraft преживување во џунгла, земаме Elytra, епизода 4. Minecraft преживување во џунгла, направив џунгла куќа, епизода 5, сезона 1. И после излезе јакото видео, ова е 2006, зато не треба ова, ама да, после излезе видеото Среќна нова година, ова беше од 2006. И да, мислам дека ова ми беше најубавата година, дека добијав колку, како над 200 субскрајбери, над 150 субскрајбери, значи почнав од 1550 и сега имам 1760 субскрајбери. Зато ви благодарам за оваа поддршка. Ве молам во следнава година да пробаме да стигнеме до 2000 субскрајбери. Ќе пробам многу да се потрудам, зато и да, овде 3 недели не снимам, не знам оти, ама да, сега ќе снимаме дейли, дека е зимски распуст, ќе снимаме преаки видеа како челенџи 24 сати, например, надвор или не знам јас негде. И да, толку од каналот. И да, сега одам да го едитирам ова видео сега. Че ми трае многу, ама и пак јака видео. Значи за преживот си лаков на фацава. Да, има си паници, ама ми помина. Зато тоа беше тоа за ова видео. И се гледаме во следно видео се што го едитирам. Джамете вешка што играв. И да. Зато се гледаме во следно видео и зато до гледање. Чао!